За прв пат во Македонија направена е хируршка интервенција за промена на полот. Тимот од врвни доктори, предводени од професор доктор Мирослав Ѓорѓевиќ, по 5-часовна операција го промени полот на 33 годишен маж во жена. Хируршката интервенција беше навистина комплексна, барем така велат и докторите, и не верувам дека не би било и поинаку, затоа што не станува збор за обична хируршка интервенција, туку промена на една индивидуа во друга, односно промена од маж во жена. На оваа тема за овие новитети во медицината во Македонија, но и воопшто што значи промена на полот кога станува збор за не само за изгледот, туку воопшто тоа значи промена на целокупното функционирање на еден човеков организам. Во продолжение зборувам со реномираниот и доста почитуван доктор Александар Мицковски, специјалист уролог-хирург во клиничката болница Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте во Телмамбуланта. Добар ден и добре ве најдов. Благодарам на поканата. Телевизија Телма од секогаш имала интерес и разбирање за сите новитети што ги работиме во нашата болница, така и овој пат, па затоа со задоволство го прифатив ова гостување. После дежурство доаѓате, што уште еднаш ми е, од една страна ми е жал, ама од друга Нема страна... проблем, не навикнали. Да, ми е многу мило што и покрај напорната измината ноќ што ја имавте на клиничката болница Аџибадем Систина, да ја прифатите поканата и да дојдете да гостувате. Како помина ова интервенција? Што значи воопшто една промена од маж во жена? Така. Интервенцијата за среќа помина одлично. Можам да кажем дека беше спроведена во рамките на еден добро организиран голем меѓународен симпозиум што се одвиваше во Систина и симпозиум по генитоуринарна реконструктивна урологија, што е навистина ретко и е проблематика која што е слабо третирана на овие простори. Ова се пионерски работи во смисла да сите операции, многу од тие операции се изведуваат за прв пат. На овие простори имаше гости од Португалија, Соединетите Американски држави, Бразил, Турција и уште многу европски земји. Каде во близина има извршена ваква операција? Цело наше обкружување само во Белград. Значи само професор Ѓорѓевиќ тоа го сработил. Кога зборувам о обкружување, мислам и на Балканот, меѓутоа и на целовој дел од централна и југоисточна Европа. Значи нема Бугарија, нема Грција, нема Хрватска, Словенија. Вие се соочувате за прв пат со една ваква оперативна интервенција? Јас лично, пошто со професор Ѓорѓевиќ соработувам веќе 15 години, сум одел надвор од Македонија со него да асистирам на вакви операции за да го припремим овај проект. Меѓутоа во Македонија прв пат, со тоа што пациентката сега веќе ја припремаме подолг период, од прилика 4 години, значи се припремаме за оваа операција и ние навистина големо задоволство што се испадна онака како што треба. Сите задоволни на крај. Да. Симпозиумот и операцијата помина навистина одлично. Што значи од докторска гледна точка, но и воопшто од медицинската фела, промена на пол? Так. Не секојдневна работа. Не секојдневна работа. Одма да кажам дека промена на пол, кога зборуваме за промена на пол медицински, мислиме за промена на полот на гениталиите, не за промена на генетскиот пол, тоа е невозможно. Меѓутоа станува збор за промена на пол на гениталиите, точно индицирано кај индивидуи кои страдаат, кои таа состојба не е некој хир или моментална желба или не знам што, туку е стварно една состојба која што проблем, доста сериозен проблем со нивната полова ориентација која што започнува уште од детството. Тие се индивидуи кои што навистина страдаат, многу често се во тешки форми на депресија, затоа што промената на пол може да се изведи дури кога личноста ќе наполни 18 години. До тогаш тие страдаат многу често
таа состојба завршува и со самоубиство. Например, пациенти кои што се со генетски машки пол, гитоа се чувствуваат како женско или обратно, кои што се генетски женско, се чувствуваат како машко. Тие промени ги прават да се повлечат од сите социјални активности, дружење со врсниците, реков, консултации, редовни лекувања со психијатри, како што кажав, некојаш и со самоубиство. Во случај останува збор за 33 годишен маж кој стана жена. Да. Пациентката помина ни сите етапи кои што се препорачени од меѓународната асоциација на професионалци кои Што се подразбира под етапи? Под етапи се подразбира прво мора да помине на комисија од 2 или 3 психијатри кои што се обучени, значи, за лекување на овие родни дисфории, значи родна ориентација. Значи, таа обука мора да ја имаат, не е во склоп на рутинската специјализација по психијатрија и мора тие да направат вештачење. Значи, да видат дека дали стварно индивидуата страда од такво пореметување кој што се вика транссексуализам, или се работи за моментален хир кој што мора тие да го препознаат затоа што потоа нема враќање назад. Консултациите, значи не е доволен 1, 2 или 5 прегледи, туку сите тие консултации со психијатри и психолози мора да траат најмалку 1 година. Кога ќе да се следи ситуацијата, да има редовни консултации, тек после таа година тие даваат препорака и мислење дека може да се оди кон промена на полот. Тоа е првата етапа. Во втората етапа мора да се која што повторно трае 1 година, да се започне со хормонална промена. Значи, таа хормонална промена се состои, ако се работи за машка индивидуа како нашиот пациент, со генетски машки пол, меѓутоа со желба и да полот на гениталиите се промени во женско. Значи, мора да се дадат блокатори на машките полови хормони, кои што вредностите на машки полови хормони во крвта ќе ги доведе до кастрацијно ниво, така се вика, значи до практично немерливи вредности. Ќе се кастрира, медикаментозна кастрација, не хируршка, туку медикаментозна со специјални хормони, блокатори на машките полови хормони и паралелно на тоа администрирање на женски естрогени хормони. Тоа е втората фаза. Комплицирано ли е тоа за да се вметне во една природна форма на човечки организам, да се направи еден тотален дисбаланс во функционирањето на организмот? Сето тоа се одвива по добро утврдени протоколи, значи кои што се покажале како најбезбедни за лекување на оваа проблематика. Тие протоколи се точно пропишани во секој детал од меѓународната асоциација на професионалци кои што работат со здравјето на индивидуи кои страдаат од транссексуализам. И тоа е покажано како доста безбедно и пациентите имаат голем бенефит после сето ова, затоа што тие што ние кои што сме ги запознале, стварно сме увиделе дека по промената на гениталниот пол, стварно тие влегуваат во еден нов живот, кога се стрекни, почнуваат нормално да функционираат социјално, меѓутоа и сексуално, онака како што цел живот сакаат. Клиничката слика на овие пациенти датира, како што кажав, уште од детството, кога тие се препознаваат по одредени карактеристики. Например, машките деца не играат со игри каде што има насилство, каде што има физичко докажување на силата, како што се спортски игри и така натаму, играат со кукли, со
се дружат со врсници од женски пол. Значи многу често во кога се добиваат живот или исполнет замислени, со повеќе женски, нешта кои што се карактеристични за женската популација. Точно така, на пример кога се игра улога, кога превземат некои улоги од своите херои, машките деца најчесто играат улоги на принцези, на самовили и така натаму. Значи тоа трае уште од детството, за да во пубертетот сета таа ситуација уште повеќе се закомплицира, кога, например, женски индивидуи се истакнуваат во спортски активности, во физички вежби, дури се истакнуваат во некој спорт како дури и подобри од своите машки врсници. Меѓутоа започнуваат и проблеми со прва менструација, кога девојки кои што се чувствуваат како машки многу страдаат на таа прва менструација, кога им е символ на женственост. Првата менструација тие се чувствуваат како машки, многу трагично го доживуваат и најголемиот број на самоубиства се случуваат баш при започнувањето со менструирање, да. А во обратна ситуација, кога е момче, а се чувствува како кога е момче, а се чувствува како жена или девојка, тие еве дури нашата пациентка замислуваат дека имаат менструација, значи дури во податоците они се живеат во еден таков свет, во еден свет дека се женски, дека имаат менструација еднаш на месец, а немаат нормално, реално немаат, меѓутоа замислуваат, многу често ги прикриваат, да, ги прикриваат надворешните гениталии со разни помагала тесен долен веш и така натаму, за да не се приметуваат, или обратно, па женските индивидуи стават различни објекти во нивниот долен веш за да наликува на момче. Да, тоа е комплексна психологија и сето тоа го анализираат психијатрите пред да дадат препорака за промена на пол. Што велат психолозите на оваа тема? Психолозите имаат кои што работат доста познавање на оваа тема, мора да се едуцирани за работа со вакви пациенти и досега многу е мал процентот на пациенти кои прошле низ промена на пол и потоа се премислиле, значи тоа се вика каење. После интервенцијата на светско ниво тој процент изнесува околу 1%. Досега во нашата пракса на професор Ѓорѓевиќ и јас како негов студент во овој период не сме имале таква ситуација, значи психолозите, психијатрите добро си ја завршиле својата работа во смисла на проценката. Да, вие сте хирург. Она што ме интересира, верувам дека и гледачите, како се извршува интервенцијата за отстранување на пениси, тестиси, така, нели? А при тоа оформување или пак создавање на вагина и останатите женски нели пропратни, интимни елементи кои што се составен дел нели од една женска индивидуа. Така. Точно кажавте, значи таа операција има два своји акта, два дела, нормално во една операција, кои што се состојат прво од отстранување на надворешните гениталии, како што се тестисите и пенисот, односно не цел пенис, туку неговите кавернозни дела, значи тие сунгерести дела кои што при ерекција се полнат со крв, мора да се отстранат и мора да се отстранат комплетно до нивната база, до нивната основа, значи комплетно, затоа што некомплетното отстранување може да резултира со болки при сексуални дразби, така да тоа мора комплетно во длабочина на малата карлица да се отстранат. Не се отстранува кожата на пенисот, затоа што таа се употребува за креирање, за создавање на нова вагина кај пациентката. Со специјална техника на инверзија на таа кожа се формира тунел во малата карлица помеѓу
дебелото црево и мочниот меур. Се формира тунел и од оваа кожа од пенисот, ако има доволна должина, што би рекло должина над 10 сантими кожа, употреблива кожа, се креира нова вагина. Ако не стигне кожата? Ако не стигне Можно ли кожата, има втора варијанта на промена пол од маж во жена е за употреба на сегмент од дебело црево, од сигмоидниот колон, од дебелото црево се креира нова вагина. На истото место помеѓу дебелото црево и бешиката се става виуга со своја васкуларизација од дебелото црево и од неа со нормално, не е тоа едноставно, се ремоделира и се креира нова вагина. Исто така е многу битно да се каже дека при ова е многу битно да се сочува и дел од главата на пенисот, гланс пенис, кој што со ремоделирање се формира нормално функционален клиторис. Битен елемент, можеби и најбитен од целава операција, е зачувување, презервирање на невроваскуларната петелка, снабдувањето со крв и нервни импулси на главата на пенисот, одсекување само на нејзин дел и од главата на пенисот се формира клиторис кој што ќе функционира најнормално, односно ќе може да имитира сексуални сензации. Пациентката ќе може да има оргазам доживеан со стимулација на клиторис. Сето тоа се постигнува со се постигнува, да. И не се отстранува комплетниот пенис, се користи дел од главата и се користи третиот сегмент, се користи дел од уретрата од мочниот канал со нејзино скратување, проширување и така натаму, да се формира и женска уретра кратка. Велите не се отстранува целиот пенис, значи дека дел останува? Останува кожата, останува дел од главата со васкуларизација и отстранува мочниот канал кој што се скратува. Се отстрануваат она што се отстранува, тие сунгерести тела, кавернозните тела, кожата во овој случај се употреби, некојаш ако нема доволна должина не се употребува. Кога станува збор за различни видови, постојат ли неколку видови на хируршки интервенции кога станува збор за една ваква промена на овие промена? се две воглавно групи на креирање на нова вагина. Едната со употреба на кожата на пенисот, некогаш во таа кожа на пенисот се вградува дел од мочниот канал, слузница од мочниот канал, заради добивање на влажнење на таа нова вагина. Дел од уретрата може да се употреби, да се инкорпорира во таа реконструирана нова вагина и да се добие влажнечка вагина. А другиот метода, кажавме, со сигмоиден колон. Обратно, кога се работи, тоа е уште покомплицирано, кога се формираат машки надворешни гениталии, тогаш исто така имаме две главни правци на хируршко решавање, на хируршка конверзија. Тоа е покомплицирано затоа што нема што да пресечете? Нема што да се пресече, меѓутоа треба да се добие нов пенис. И како? Има два начини. Еден е да се добие мал пенис, меѓутоа со нормална сексуална дразба, со можност да имитира сексуални сензации, и тоа се прави со препарирање, издолжување, посебна хируршка техника на клиторисот, се извлекува, се откопува, се пресекуваат сите врски што го држат за коскениот зид на карлицата, се истегнува и се добива пенис со должина 5-6-7 сантими и се прави потоа реконструкција на кожата, реконструкција на мочниот канал, може би се употреба на слузница од образот, на трешноста на образот букална мукоза, се добива нов канал, се добива нов мал пенис кој што може да имитира сексуални сензации. Зависи од волјата на пациентот. Некојаш ако тие замислуваат да имаат голем пенис, тогаш можно е да се креира пенис
со земање на парче од кожа, мускулатура, подкожно ткиво од грбот. Значи големо парче, 15-20 сантими се зема графт, кој што доста тешко се ремоделира. Во него се инкорпорираат специјални пумпи или протези, пенилни протези, кои што се инфлатибилни, значи се на напумпување и на тој пенис му се овозможува да има ерекција. Значи поедноставно или пак можеби подобро за интервенција кога се создава помал? Да, тоа е една интервенција која што се зове метоидиопластика, така се вика таа реконструкција. Тоа е поедноставно, меѓутоа во оваа проблематика нема бирање поедноставно посложено, зависи од желбите и размислувањата на пациентот, затоа што после тој мора да живее со тие гениталии. Апсолутно, да, нормално. И како што си замислил во врска со големината, тоа е. Може ли да се појават одредени компликации за време на едни вакви хируршки интервенции кои што ќе повторам уште еднаш не се секојдневни, се навистина комплицирани, не станува збор за некоја рутинска хируршка интервенција на рака или на нога, туку станува збор за промена на пол. Не е нешто што е за занемарување. Апсолутно дека кои би биле можни компликации и дали потоа би можело нели да се надоврзе или пак да се продолжи интервенцијата и да се добие посекуваниот ефект по одредено комплицирање или пак ќе мора да се вратите онаму каде што сте и започнале, односно да не може да се направи одредена промена? Не, промената стално ќе се заврши на овој или на оној начин. Ретки се компликациите, се обрнува големо внимание да ги нема. Возможни компликации практично има на секоја етапа. Можни се инфекции, затоа што има голема реконструкција, употреба на синтетски материјали, протези и така натаму, сето тоа е подлога за инфекција, многу внимание мора да се обрне. Земање на кожа од различни делови на телото, земање букална мукоза, слузница од образот, каде што имаме устата доста бактерии, покрај инфекциите, можно и некои доста посериозни компликации, како например некроза на новата вагина или новиот пенис. Значи, тие мора да имаат своја нова циркулација. Уште потешко е кај таа хирургија кога зборуваме за земање парче од мускулатурата и кожата на грбот, која што мора да се обезбеди васкуларизација, правење спојка со крвните садови за ногата, каде што е возможна како една доста сериозна компликација изумирање, некроза, значи на новоформираните органи, како една од најсериозните компликации, меѓутоа се прават сите превентивни мерки до тоа да не дојде. Можни се попуштање на таа нова уретра да оде урина надвор од нормалниот пат, фистули на таа уретра. Во најтешки случаи потребна е реоперација. Се прави реоперација, меѓутоа секогаш завршува приказната со формирање на посакуваните гениталии. Не се откажуваме никогаш. Да. Добро, кога ова се за вас лично едни од покомплицираните операции? Да. Покомплицирани се и затоа што се ретки, значи нема голема пракса, тоа не е секојдневна проблематика како простата, па секој ден оперираме и станува рутина, туку сето ова е ретко за кое што треба посебна припрема. Можам да кажам дека се што постои во урогениталната реконструктивна урологија, кој што се употребува и при некои, кој што го гледаме и при корекција на некои други аномалии, како што се вродени аномалии, реконструкција на отстранување на гениталиите ради тумори, сето тоа се употребува, цело тоа знаење во ова реконструкција при промена на пол. Меѓутоа и многу од сознанијата кои што се добиваат при работа со оваа проблематика на транссексуализам се употребени во многу други реконструкции, односно реконструкции
при различни посекојдневни, да кажем, заболувања. Значи, многу сознанија кои што сме ги добиле се инкорпорирале во лекување на различни болести, пред се вродени аномалии на надворешни гениталии, отстранување на надворешните гениталии ради некои малигни заболувања и така натаму, каде што овие искуства стварно се драгоцени. Да, доктор Мицковски, можно ли е по завршувањето на една ваква операција да се јават одредени други низа реакции по останатите делови од човековиот организам? Па, во главном не. Во главном не. Кажав и на почетокот во разговорот дека процентот на желба за реконверзија, значи на враќање првобитните гениталии околу 1% на светско ниво. Не сме имале ваква компликација сега за сега. Меѓутоа, апсолутно дека е возможно. Други системски проблеми не се опишани, се реакции на хормоните може како и кај секој индивидуа, како и некој индивидуа што се спрема за инвитро процес, каде што исто така се администрираат хормони. Меѓутоа, тоа е во рамките на очекуваните компликации од надворешна администрација на хормони. Нема некои посебни проблеми баш кај овие индивиди. Можат ли овие индивиди да бидат и репродуктивни? Во ваква ситуација не. На светско ниво направени се сега е тоа пионерски обиди и за трансплантации на матка кај вакви индивиди, кај индивидуи со вродено отсуство на матка и вагина, значи со нормална сексуална ориентација, родени како жени, кои што имаат отсуство на матка и вагина, тоа е тој познат мајро-кетански синдром, каде што меѓу тие пионерски нашиот соработник и пријател професор Ѓорѓевиќ, кој што започна да работи трансплантација на матка, направена и на Балканот во Белград, трансплантација на матка од помеѓу две сестри, значи една сестра која што завршила со својот репродуктивен период, донираше матка и се трансплантира кај сестрата и сето тоа помине изворедно успешно и на светско ниво најде на голем одзив и одобрување како една од пионерските обиди и истата беше успешна. И двете сестри биле пред тоа со машки пол, па... Не се работеше за промена на пол, туку за вродено отсуство на матка и вагина, значи вродена аномалија. Така. Што доколку еве по завршувањето на одредена ваква оперативна интервенција, кај пациентот постои одредено незадоволство за тоа во каква кожа се чувствува, народски качено, или пак воопшто од па и од изгледот, но и од начинот ете како би требало да... Можно е, во 1% можно е таква проблематика. Се прават обиди со консултации со психијатар да се снајде во новата улога. Меѓутоа, ако сепак постои желба и комплетно незадоволство, во 1% можна е реконверзија, враќање кон првобитниот пол. Споминавте дека отприлика некаде една година трае целокупната консултација со психијатар, со психолог, да се види, да се утврди дали станува збор за можеби периодично размислување на индивидуата за промена на полот или пак тоа веќе нема враќање назад, што се вели како се чувствуваш така. Постои ли, тоа значи дека можеби постојат одредени личности кои што имаат и одредено периодично размислување или пак не се доволно подготвени или пак не се убедени, немаат можеби храброст или пак најчесто има поради X причини периодично име таквото размислување. Има индивидуи кои што баш така периодично сакаат и тие треба да се препознаат затоа што кај нив не е дозволена промена на пол. Како што кажав, прави кандидати за промена на пол се индивидуи кои што тие проблеми започнуваат уште од детството, страдаат и така натаму, не се работи за моментален хир и на вистина светско ниво на вистина се ретки
да не се препознае таа моментална ситуација и да се направи погрешна промена на пол, непотребна. Практично и веќе не сум ни слушнал последно време да има таква ситуација. Да, имало ли и претходно во Македонија интерес за едни вакви операции? Имаме 20 пациенти кои што отишле надвор од Македонија, ова е прв пат во Македонија, отишле надвор и имаме неколку пациенти кои што доаѓаат во систина на редовни контроли, кои што доаѓале постоперативно на редовни преврски, затоа што ова соработка Ѓорѓевиќ трае долго време, практично до отварањето на систина трае соработката и сме запознати со тие индивидуи, редовно ги следиме и така натаму. Некогаш како групација на транссексуалци кои што се познаваат меѓу себе, им одржуваме и некои предавања во кои што едуцираме за светските искуства во оваа област, како да се организираат, да поднесат барање од фондот, затоа што овие се скапи операции, да може барем делумично тие финансиски средства да бидат на товар на фондот, како што е например во Србија, каде што 2/3 од операцијата трошоците ги сноси фондот. А овде кај нас? Кај нас не. Не? Не. Значи сами плаќаат, освен што ова операција беше во промотивни цели, каде што беше бесплатна, меѓутоа остатокот натаму сега за сега ќе биде на товар на пациентите. Што за нив е проблем. Тоа што имаме уште неколку кои што поминале сите етапи и се спремни за оваа финална етапа каде што е хирушкиот дел од промена на полот, каде што единствен проблем е финансискиот проблем. Како, еве, споменавте дека можеби се издружуваат или пак функционираат на некој поинаков начин за да си се најдат во едно последно друштво каде што ќе се разбираат меѓу себе. Како функционира или пак се забележува ли по завршувањето на една ваква интервенција воопшто како надворешна фигура на ваква личност? Значи, тие се дружат меѓу себе затоа што оваа проблематика не е вообичаена. Сепак сме во средина каде што нема големо разбирање за оваа проблематика. Луѓето најчесто го сваќаат како некој хир или лудило и така натаму, не ги разбираат дека се тоа индивидуи кои страдаат и така натаму, кои што апсолутно медицината го кажала својот збор дека тоа мора да се прави така и дека тоа е болест еднаква на болест каде што некој страда од срце или од шеќерна болест и ова е една таква болест која што се лекува на тој начин како што кажав. Од медицинска гледна точка, зошто се јавуваат такви промени кај одредена индивидуа? Или пак тоа е со самиот чин на раѓањето? Да, тоа е психолошка промена. Тоа е психолошка промена каде психолошка или хормонална или не хормонална, тоа е психолошка промена каде што се чувствуваат заробени во едно туѓо тело. Тие кажуваат дека се заробени во туѓо тело или дека се родени во туѓо тело. Значи тоа се промени кои што се на психолошко-психијатриско ниво, не се хормонални, не се хирушки, а лекувањето оди по таков протокол кој што се пропишани. За одредени видови на интервенции под 18 години не е дозволено да се врши. Не е дозволено. Ништо од овие, затоа што по препораките на Светското здружение, индивидуата мора да е полнолетна за да со дозвола од родител под 18? Не е дозволено. Не, никаде во свет. Во Македонија исто така. За овој пациент станува збор за 33 годишен, ако не се лажам. Да. Кој што е пациент во нашата клиника од самиот почеток. Првичното вештачење беше извршено во Белград од комисија кој што редовно работи таму, имат голема фреквенција, познат е Белградскиот центар за реконструктивна урологија.
хормоналната припрема и консултации беа изведувани паралелно и со наш психијатар и комплетната хормонална промена на пол беше изведена со под контрола на наш ендокринолог, значи во нашата клиника во Систина. Според вашето искуство или пак со луѓето со кои што разговарате, зборувате на различни теми еве од оваа област, повеќе има мажи кои сакаат да преминат или да се го сменат полот во жени или пак обратно? Или нема некоја статистика која што го третира тоа. Во Македонија знаеме за негде помеѓу 20 и 30 индивидуи со ваков проблем, кои што се во различни етапи, кои што веројатно во блиска иднина ќе имаме уште некоја ваква операција. Што мислите за воопшто? Веќе имаме пациент кој што е на хормонална терапија и е при крај со тоа и сме во финален дел од подготовките за оваа операција. Ваква? Од обратно, од женско во машко, да. Што значи тоа хормонална терапија? Значи администрирање на машки полови хормони во втора фаза, значи некогаш оди пред самата промена на пол, тоа што прашавте преќе не стигнав да ви одговорам за надворешниот изглед. Значи тоа е покрај изглед на гениталиите и овај надворешен изглед е многу битен. Па да, докторе, затоа што нели малку е Во втора етапа можни и се на желба нормално ако има волја пациентот ставање на импланти на гради, значи дојки, ставање на импланти на гради силиконски. Некојаш под дејство на хормоналната терапија растат под дејство на женските хормони градите до одредено мало ниво. Меѓутоа кај некој кој има желба да тоа биде поголемо, се стават импланти, се отстранува ова Адамово јаболко, кој што го има кај мажите, ако индивидуата веќе станала од женски пол, тогаш треба да се отстрани и тоа, па потоа се применува трајна епилација. Ради изглед? Ради изглед. Меѓутоа се прави и трајна епилација, отстранување на влакната, фейслифтинг, значи хирургија за добивање на женски изглед на лицето, значи пополнување на овие јагодици со филинг, пополнување на усните, подигање на вегите. Значи се што има во таа област се прави, сме спремни да го направиме. Има дури таа желба за промена пол е до толку изразена што се познати хируршки интервенции или корекции за добивање на женска боја на гласот, како ласерско истенчување на гласните жици, што се прави во Белград. Како славејче? Да, па добивање на повисоки пискави тонови, женски глас, па дури постои и реконструкција на рскавиците на ларингсот, значи на грлото, да се добие женски или машки глас. Познати се и такви интервенции, некои ги бараат и ги прават. Да. Кога веќе го споменувате моментот со градите и со односно дојките можеме да ги наречеме, откако во одредена хируршка интервенција при промена на полот. Споменавте дека во Белград при ваква интервенција се поставила и матка, па индивидуата би можела да биде репродуктивна, така? Така. Тоа значи дека ти има и нормално млеко преку дојките? Не. Млеко не. Нема млечни канали, нема начин тоа да се добие. Добро, значи Сега за сега. Во некоја иднина можеби, сега за сега не. Кои се останатите одредени компликации кои што би можеле да настанат и кои најчесто ги интересираат пациентите пред да се одлучат да седнат на оперативниот стол? Значи тие компликации кои што им ги кажуваме за да бидат информирани дека е возможно, ги кажавме, тоа се инфекции на новите гениталии на кожата,
затоа што тоа се Тоа се графтови. периодични или трајни? Не, се периодично. Значи тие се графтови земани парчиња од различни делови на организмот. Некоја се употребува генитална кожа, некоја се употребува негенитална кожа, некоја за формирање на нова вагина се зема кожа од подлактица или од надколеница, значи негенитална кожа. Има ли пребарување за изгледот на вагината? Па има, секоја се дискутира со психијатрите што очекуваат. Во принцип, должината мора да е над 10 сантими. Значи, ако кожата на пенисот дозволува должина од 10 сантими, тогаш наједноставно е да таа се употреби. Ако не, во современата хирургија за промена пол, се користи вагина направена од сигмоиден колон, од сегменти на дебелото црево. Нормално, сето тоа може да резултира со своји компликации. Кога се отвара стомак, и нормално дека можно е заради постоперативна пареза, нефункционирање на цревата и други компликации, затоа се избегнува. Ако може се употреби кожа од гениталиите, од претходните гениталии, е поедноставно. Која е идеална возраст за извршување на ваква оперативна најчесто интервенција? таа возраст е... Која е најидеална според вас, според докторите? Според нас најдобра возраст е веднаш по навршување на 18 години заради психичкото страдање. Хируршката интервенција е иста и на 20 и на 30 години, меѓутоа психичкото страдање... Зашто сметате дека тие страдаат колку во повеќе својот се пол, одоговлекува, толку повеќе продолжува и Да. страдањето? Да. Со новата хирургија знам дека каже и во интервјуто за нашите медиуми професор Ѓорѓевиќ дека во Белград имаат и пациентка на 60 години која што одлучила цел живот страдала и тек на 60 години се одлучила да промени пол и веќе неколку години живее во новиот пол најнормален живот. Интересна е ова проблематика. Да, доста интересна и еве станува збор за предизвика и ке хирурзите за промена Апсолутно, на... да. Ова е предизвик, затоа што е ретко, затоа што е актуелно, затоа што во светот се малку болниците кои што се може да се пофалат дека работат оваа проблематика, малку се тимовите, ова е тимска работа, вклучени се значи неколку психијатри, психолози, ендокринолози, во хируршкиот тим мора да идат хирурзи кои што ја разбираат оваа проблематика. Имавме гинеколог во тимот, бевме четворица, значи тројца хирурзи, еден гинеколог, тројца уролози, анестезиолошката припрема, затоа што тоа е операции кои што траат 5 до 6 сати, а обратната... Целосна анестезија? Целосна, да. А обратната ситуација кога се променува пол од женско во машко трае и по 10 сати. Значи, континуирана работа, но и гранд тим, меѓутоа трае 10 сати. 10 сати. Ова операција колку траеше? Некаде од прилика 5-6? 5-6 сати. Интензивна работа? Цело време. Тимот четворица, двајца анестезиолози, четворица хирурзи, 2 инструментарки. Една беше и наша, што е и за неа нова работа. Една беше од Србија. Наши анестезиолози. Хирурзи бевме и професор Ѓорѓевиќ, имавме од Америка Шон Елиот и јас и еден гинеколог, докторка. Да, сметате дека по оваа прва ваква успешна операција за промена полот, дека луѓето оние кои што се соочуваат со една ваква состојба многу повеќе ќе се отворат и ќе доаѓаат до клиничка болница Аџи Бадем се стигна за да вршат промена? Да, веќе имаме голем интерес за ова работа, научи и здружение има кој што се бори за нивните права, им помага со бесплатни правни совети, со помош околу промената ако ја сакат на личните податоци, вадење на нови лични документи, пасош, лична карта, возачки дозволи. По завршувањето на операцијата или пред? Да, по завршувањето. Значи, со отпуснато писмо стои една реченица дека
по правилата на меѓународната асоциација на професионалци кои што работат трансродна хирургија, дека им се дава право да сменат лични податоци, лични документи. Се најде издружение кое што стапи во контакт со мене, кој што се понуди да им асистира во таа промена на лични документи, бесплатна правна помош, поддршка на секој можен начин и така натаму. Најчесто по завршувањето или по промената на полот, индивидуите си уменуваат името, нели, што е нормално? Најчесто, да. За да се веќе оформира тие една си имаат веќе комплетно нова замислено која личност нова ќе бидат. Уште пред операцијата си знаат свое име, кој име ќе го одберат. Најчесто тоа ново име нема врска со претходното име, се комплетно различни имиња. Па да, и нормално за да не ве потсетува што се вели, но и воопшто да се создаде Тие не сакаат да имаат никаква врска која... со претходниот живот. Па дури ни името, некои презимето го менуваат. Така. Кога станува збор, начнавме за промена од маж во жена, дека е возможно по завршувањето на интервенцијата да се стават и да се формираат и гради, односно дојки, но добро, нема да може да се лачи млеко тамо, но да. За изглед. За изглед, да. Океј. При обратна ситуација, што се случува при промена, нели, од жена во маж? Тоа значи дека треба да се изврши оперативна интервенција за отстранување на дојке? Да, се отстрануваат дојките. Апсолутно се отстрануваат дојките, а за да се имитираат брадавиците... Нема ли да се наруши тука целокупното функционирање, нели, и жлезди, и млечни жлезди? Се отстрануваат и млечните жлезди, се. Значи, за да се имитираат естетски брадавиците, кај тој маж, некојаш дури има и специјални видови на тетовирање, значи, специјални брадавици кои што се добиваат со тетовирање заради естетика, заради надворешниот изглед. Аха, не се ги задржува веќе постоечките? Не, тоа се отстранува. Се отстранува комплетно? Да, комплетно. Друго што се отстранува при една ваква промена? При ваква промена на пол, од големи... Брада, дали ќе има таа индивиду? Значи, под дејство на хормоните, да. Под дејство? Апсолутно. Почнува? Да, почнува брада. Влакнатост во генитална регија, се ставаат, има специјални силиконски протези со изглед, конзистенција, состав на тестиси. Значи, од големите усни на вагината се формираат џепови, се прави реконструкција на кожата и се кој што ќе имитира кесе, скротум. Значи, во кој што се вметнуваат тие специјални силиконски протези, кои што тие се како тестиси? Како тестиси. Функционираат на тој начин? Не, тие се само ради естетика. Функција во смисла на тестисите има две функции. Едната е создавање на машки полови хормони, која што се надоместува со доживотно давање на машки полови хормони ампуларно во инекции, онака како што ги има. Како терапија си ги прима? Си ги прима редовно како терапија и под дејство на таа терапија добива машки глас, добива влакнатост, машки тип на влакнатост, брада, мустаки, генитална влакнатост, која што имитира машки надворешни гениталии, а другата функција создавање на сперматозоиди е ненадоместлива, не можеме да ја имитираме. Не може, значи не може во тој случај да се биде репродуктивен. Не може да се биде репродуктивен, освен во нормално со донацијска сперма, што е исто така дозволено. Добро, тука некаде и привршуваме со разговорот. Она што е важно е на самиот крај само да го напоменеме, е уште еднаш да потсетиме, односно да кажеме дека се направи првата интервенција за промена на пол од маж во жена во клиничката болница Аџибаден Систина, дел од тимот кој беше дел од оваа успешна оперативна интервенција и мојот денешен соговорник, почитуваниот доктор Александар Мицковски, специјалист хирург уролог во клиничката болница Аџибаден Систина.
Докторе, за крај само имате ли нешто да препорачате или пак воопшто кое е вашето размислување? Многу далеко отиде медицина. Апсолутно. Значи, препорачуваме отвореност на сите пациенти со вакви проблеми. Еве имаат место каде што може да се консултираат. Ние како клиника им ја нудиме секаква можна помош во сите етапи од нивното лекување, да го добијат истото она што може да го добијат било каде на планета, во тие центри каде што се работи ваква проблематика. Значи, третирање во сите фази и тоа е многу нормално било каде во светот. Имаме Стана и кај нас. Да, стана и кај нас. Имаме искуства од светот каде што ова проблематика е ненормална. Тие сме имали победници на надпревар на Евровизија, кои што имаат променет пол. Сме имале многу голема медиумска популарност доживеа промена на полот кај ќерката на Шер, која стана машко, Черити, кој што исто така го работеше професор Ѓорѓевиќ, кој што цела Америка се дигна на нозе и научи кој е тој, затоа што Шер, семејството нејзино, го одбра него да од меѓу сите можни амерички рузи го одбра неговиот тим, што предизвика големо внимание во америчката јавност. Знаете, тие се посебно сакаат вакви спектакли. И сакам да кажам дека секаде во светот гледат без проблем си менува полот. Да. Па, према негови кажувања дека досега точно има околу 2000 вакви операции за промена пол, 1300 овие потешки од женско во машко и уште 700 од машко во женско. Што не е уопште мала бројка. Мислам дека моментално, знам дека има најголема бројка на планета. Ми беше многу мило. Исто така ми беше драго да одговорам на поканата. Телевизија Телма од секогаш ми е една од најдрагите телевизии. Да, мило ми е што е тоа така. Ќе ве очекуваме повторно во Телма амбуланта со некоја друга тема од областа на урологијата. Апсолутно. Да ги информираме гледачите се со цел да превенираат или пак да си го чуваат своето собствено здравје. Многу успех понатаму во вашата понатамошна работа. Ви благодарам. Ви благодариме, почитувани, на вас за вниманието, за искажаната доверба. Ете, денеска ви информиравме за првата успешна операција за промена на пол која се случи во клиничката болница Аџибадем Сиестина. Не заборавајте, останете на оваа иста телевизиска фреквенција и постојано чувајте си го здравието, затоа што тоа е нешто најважно што сите ние поседуваме.